Почитувани, владата целосно се изгуби во економското водење на државата. Упорно продолжува да се задолжува и со тоа да го загрозува бизнисот и да ја влошува неликвидноста. Во текот на вчерашниот ден владата ја задолжи државата за нови 87 милиони евра на домашниот пазар. Овој износ е за 18 милиони евра помал од планираниот со аукцијата и за 8 милиони евра понизок од долговите кои владата треба да ги врати денес по основ на претходно издадени државни хартии од вредност. Ова само покажува дека државната каса е празна и дека власта не само што не знае како да се справи со кризата, туку дека сега дури и со емисија на државни хартии од вредност не може да се ги плати долговите кои доспеваат. Само од почетокот на оваа година владата се задолжила за нови 160 милиони евра на домашниот пазар, што е за 260% повеќе од износот што е планиран со ребалансот на буџетот од 62 милиони евра. Јавниот долг само за еден месец од април до мај пораснал за нови 140 милиони евра и изнесува 29,1% од бруто домашниот производ. Тоа значи дека владата нема пари ниту за основните плати и пензии, па задолжувањата ги прави за да може истите да ги исплати и за покривање на основните трошоци. Ова значи дека Македонија е далеку од капитални инвестиции. Со ваквата економска политика владата го загрозува бизнисот кој упорно повикува владата да престане со домашното задолжување и да престане да ги излекува парите од банките. Со тоа владата директно влијае на намалување на кредитите на банките за бизнис заедницата. Владата се потешко доаѓа до пари за своите безсмислени проекти, кои одамна требаше да ги прекине и парите да ги пренамени за суштински проекти во економијата или во спроведување на економските мерки кои ги предложи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сакаме да ја прашаме владата: дали знаете што правите? По кој член од Законот за буџетите ги надменувате проекциите за дозволеното задолжување на домашниот пазар и дали тоа го правите согласно со законот? Дали планирате барем дел од парите од овие енормни нови задолжувања да ги намените за враќање на долгот кон компаниите или овие пари ќе одат за непродуктивно и недомакинско трошење? Цената од ваквата економска политика на владата на Груевски и Ставревски секако дека ќе ја платат граѓаните, затоа што и ово последно задолжување ќе оди на нивниот грб. Веќе станува безсмислено да и повторуваме на владата да престане со непродуктивните трошоци за реклами, споменици, огради и фасади и парите да ги пренамени за конкретни проекти. Но таа секојдневно не бомбардира со нови споменици, нови рекламни кампањи, но и со нови задолжувања.